Добар ден, драги ученици! За почеток би сакала да ви се представам. Јас сум наставничката Софија Дмитровска од Основното училиште Блаже Коневски во Скопје. За овој час по предметот македонски јазик за трето одделение ви подготвив изучување на буквите Р и Б на латиница печатно. Ви спремив неколку слајдови со чија помош полесно и побрзо ќе ги научиме буквите од латиницата Р и Б. На овој час целите кои што треба да се усвојат се тоа да вие се запознаете со буквите Р и Б на латиница, да знаете како изгледаат, да ги препознавате, разликувате во текст, со тоа полесно да ги читате и да научите на правилен начин да ги пишувате. Овде ќе започнеме со буквата Р на кирилица. Многу добро знаете како таа изгледа на кирилица, како се пишува, како се чита. Но денешната цел е да научиме како таа се чита, пишува на латиница. Големата печатна буква Р на латиница се пишува слично на буквата Р на кирилица печатно, со тоа што има една додадена цртичка која мене најмногу ми личи на нога на некој фудбалер кој што застанал на голот со цел да спречи топката да влезе во голот. Малата буква Р мене најмногу ми личи на кириличната буква Г, со тоа што во горниот дел не е права цртичката, туку има едно брановидно искривување. На сликата гледате риба, затоа што зборот риба започнува на буквата Р. На следниот слайд има неколку слики на риба, рак и робот. Овие зборови се напишани и буквата Р е означена со друга боја и се наоѓа на почетокот на зборот. Риба, рак, робот. Буквата Р во зборовите рака и ранка исто така се наоѓа на почетокот на зборот. Меѓутоа, буквата Р може да ја најдеме и во средината на зборовите, например кај зборот врата, а исто така и кај зборот лекар можеме да ја најдеме на крајот, што значи дека буквата Р на латиница може да се најде во различни зборови на различна местоположба. Овде ви напишав уште неколку зборови, каде што буквата Р се наоѓа на почеток. Ристо, рада, радиатор, роса, радост, рима и рома. Таму буквата Р, големата или малата, во зависност од зборот, се наоѓа на почетокот и означена со друга боја со цел подобро и побрзо и полесно да ја видите и да ја воочите. Во зборовите пари и боре се наоѓа на средината, во зборот денар се наоѓа на крајот, а во зборот радиатор таа се наоѓа и на почетокот и на крајот. На овој слайд би сакала сликовито да ви прикажам на кој начин буквата Р се пишува. Буквата Р, како што покажуваат стрелките, се пишува со една права црта надолу, едно стомаче во горниот дел од редот и една цртичка која што оди малку на страна во долниот дел од редот. Буквата Р мала се пишува со права црта надолу, како што покажуваат стрелките, и потоа едно брановидно искривување во десната страна. Мислам дека на овој начин ќе научите полесно и правилно да ја пишувате буквата. Овде ви оставив едно ливче, кое што изгледа исто како листовите во вашите тетрадки за почетно пишување и би било убаво таму на неколку пати да ја напишете буквата Р, големата и малата, со цел да го извежбате нејзиното пишување. Мислам дека ова многу ќе ви помогне во совладувањето на оваа цел за денес. Понатаму, за овој час е предвидена и буквата В
како таа изгледа, се чита и се пишува на латиница. Буквата Б на кирилица печатно, сите многу добро знаете како изгледа големата и малата буква Б. Тука се напишани, односно прикажани. Буквата Б на латиница, големата, изгледа сосема исто како буквата В на кирилица, а малата изгледа со една цртичка на која што е додадено едно поголемо крупче, односно стомаче. Мене ми личи на едно стомаче. На сликата има баба, затоа што во зборот баба буквата Б се наоѓа два пати на почетокот и на средината на зборот. На следниот слайд има слики од банани, бебе и баба, а доколку ги напишеме како зборови, во зборот банани буквата Б ќе биде на почетокот, во зборовите бебе и баба таа се наоѓа во почетокот на зборот и на средината. Еве и тука овие букви се означени со различна боја од останатите, за полесно да ги видите во очите и разликувате. На следниот слайд исто така има неколку слики, под нив се напишани зборовите соодветно на сликите, каде што буквата Б се наоѓа на почетокот во зборот балони, а буквата Б се наоѓа на почетокот и на средината во зборот бумбар, буквата Б се наоѓа на средината во зборот риба и на средината во зборот облак. На следниот слайд има уште неколку зборови, каде што буквата Б се наоѓа на почетокот и на средината. Тоа се зборовите Боби и Биби. Во зборовите бајка, Бојан, Боја, Бик се наоѓа на почетокот. Во зборовите облека, Добро и Табла се наоѓа на средината. И во зборот раб се наоѓа на крајот. Значи, ова е се со цел да ја увидите буквата дека може да се најде во различни местоположби на зборот. На овој слайд, исто како што беше со буквата Р, ви покажувам со помош на стрелки како правилно се пишува буквата Б на латиница. Значи, одиме со една права црта надолу, едно стомаче до средината на редот, односно во горниот дел од редот и уште едно стомаче до крајот на редот. Буквата Б мала се пишува исто така со една права линија и едно поголемо стомаче кое што малку надминува горе во вториот дел на редот. Понатаму, на ист начин како што тоа го направивме со буквата Р, треба да го направиме и со буквата Б, односно треба да напишете неколку пати буквата Б на латиница во вашите тетрадки за почетно пишување, со што ќе го увежбате пишувањето и на правилен начин ќе ја научите. На овој слайд ви ставив неколку весели букви, тоа се буквите Р и Б и големата и малата. Мене ми изгледа дека некаде трчаат, некаде брзаат, имаат облечено патики и таат некаде, да видиме каде брзаат, можеби некој од вас веќе и предпоставува. Брзаат во текстот кој што се вика Бабарада и јас го напишав за вас. Јас ќе ви го прочитам два пати овој текст, а потоа вие ќе треба да го прочитате неколку пати за домашна работа и да го препишете. На тој начин ќе ги извежбате новите букви кои што денеска ги работевме, а ќе ги повторите и останатите букви кои што се претходно учени. Баба Рада. Мојата баба се вика Рада.
Јас и брат ми секој ден одиме кај баба ми Рада. Во есен по патот до кај неа има кал, дува ветер и се ронат лисја од дрвјата. Но сепак со радост одиме. Во домот на баба има само весели песни, смеа и сладко од малини. Баба ја сакам до небото. Ви го читам уште еднаш. Баба Рада, мојата баба се вика Рада. Јас и брат ми секој ден одиме кај баба ми Рада. Во есен по патот до кај неа има кал, дува ветер и се ронат лисја од дрвјата. Но сепак со радост одиме. Во домот на баба има само весели песни, смеа и сладко од малини. Баба ја сакам до небото. Се надевам дека целокупната презентација на овој час и на буквите Р и Б ви помогна полесно и подобро и поправилно да ги научите. Се надевам дека и текстот ви се допадна. Овде ви посакувам пријатен ден, ви посакувам лесно учење и ве поздравувам.